Да, веќе ги гледате долу на екранот. Производите кои што ги имаме денеска во нашето студио со Димитар Атанасов ќе зборуваме на една тема која што некако особено се актуализира во зимскиот период за македонската или домашна зимница, што ние утринава споменавме некако зимница не асоцира на ајвар првенствено. Па можеби да, македонски така нетрадиционално. А и можеби најмногу го конзумираме ајвар во текот на зимата. Баш ајвар, убаво да си кажеш, затоа што и тоа е најтрадиционалното нешто, ама има и други работи, да не сакаш краставичка, или? Курнишони, јас да ти кажам, многу сакам. Да, има феферонки, има и благо, значи сладко, за на крај сладкото влегува во домашната зимница, да знаете. Денеска со Димитар Атанасов ќе зборуваме малку повеќе на оваа проблематика заради тоа што има богато искуство, еден фамилиарен бизнис кој што благодарение на макотрпната работа, труд, енергија вложена во сето тоа, надалеку се прочуени и надвор од границите на Македонија. Димитар, добре ни дојде конечно во нашата утринска нателма. Што ни донесе или што се може да кажеме дека влегува во онаа категорија на домашна зимница? Домашна зимница, да. И па, како што кажавте вие, Македонија има навистина богата традиција, посебно во нејзината традиционална кујна и во спремањето на така наречени зимници. Сега исто и ние во Дијам зимниците ги делиме во три категории. Тоа е црвената линија, каде што превладуваат сите производи, каде што има црвена пиперка. Тука влегуваат сите ајвари, лутеници, печени пиперки. Втора категорија е зелената линија, односно класичните зимници, односно турши, краставички, феферони, цвекло, мешани салати. Во црвената линија. Во црвената, добро дека иако нема многу црвена пиперка, меѓутоа има модер патлижан, да, сите тие се во истата категорија. А мешана салата, таа како се види? Во зелена линија, односно во класичните турши. Тамо што има, карфиол? Мешана, од све по нешто, да. И во третата линија, според мене највкусната, односно сладката линија, каде што влегуваат сите сладка. Ти си посладка, да? Па се гледа и по мене, посладка. Сите джемови, мармалади, компоти, најпознати се сладките од зелени и од зрели смокви, јагоди, вишни, дубеници. Па таму од гевгелиска работа. Па убави се смоквите. Иако во Скопје повеќе се јадат овие зелените смокви, мојот личен фаворит е, верувам и на во јужниот регион, фаворитот е од зрела смоква. И како оди бизнисот, каде сте пласирани и надвор од Македонија? Македонија е мал пазар, иако е мал пазар, тука ги пласираме производите и во големите ланци, имаме наш ланец на специјализирани маркети. Производите најчесто се извезуваат надвор. Сега каде се извезуваат? Најчесто се извезуваат во земјите од регионот, каде што ваквиот тип на производи им се прилично познати на самите потрошувачи. Понатаму се извезуваат во оние земји каде што има истакната македонска диаспора, кои што поради носталгичните моменти ги купуваат и ги конзумираат ваквите производи и во сите оние баш ваква зимница. Да, сакаат да си пробуваат баш ајвар кој што е. Зошто се нарекува баш? Зошто се нарекува баш? Поради местото каде што се наоѓа фабриката во Гевгелија. Значи, да, тоа е еден интересен податок што треба да го споделиме со јавноста. Уште од турско време тоа место се нарекувало Баш, кое што на нивниот тогашен јазик значило најубавата, најплодна почва. Тоа е во близина на Гевгелија? Да, во близина на Гевгелија, веднаш на влезот во Негорци. Поради името Баш, затоа го крстивме и нашиот најпродаван производ Баш ајвар, кој што е вистински домашен ајвар. Да, тоа е исто на пример како кога велат каква утринска програма гледате, велат баш утринска на телма. Баш на телма, да. Тоа значи тоа е тоа, вистинско. Квалитетот. Димитар спомена дека ви има во регионот, ви има во многу земји во Европа и што се вели преку барата. Како се допира до луѓето кои што не зборувам, значи немаат наши корени, туку се буквално странци, бидејќи јас познавам голем број на странци кои што многу добро реагираат на ајварот особено. Тежок ли е патот надвор од границите? Да претпоставувам се сведува и на добар маркетинг, на некоја добра стратегија за работа, бизнис план и слично. Меѓутоа, како да им понудите добар производ или добар вкус пред се на странците? Вкусот на ајварот е тој, универзален и нив навистина им се допаѓа. Сите производители од Македонија вложуваат сериозни напори и уште посериозни средства за да допрат до тие странски потрошувачи
и со тек на време тоа веќе вродува со плод. Македонската зимница на чело со ајварот е веќе препознатлив бренд и моја претпоставка е дека за неколку години ќе бидат на исто рамниште и со македонското вино. Сега за некои работи треба време и со тек на време треба и верба и многу работа. Тешки се начините, тешки се влезовите во странските ланци на супермаркети кои што имаат огромна потрошувачка моќ. Меѓутоа со добра стратегија, со добар маркетинг, со уште поинтересни дегустации, потрошувачите го перцепираат веќе вкусот како допадлив за нив и го продолжуваат да го конзумираат, што е многу битно. Од какви се состојки или производи е направен баш ајвар? Баш ајварот. Тоа е многу интересно. Формулата се открива или рецептот или Има две тајни. Карактеристично за него е што се прават само 4 состојки. Значи од печени црвени пиперки, печени модри патлиџани, од масло, во зависност се користи најчесто сончо гледал, иако има и верзии со маслиново масло. И четвртата состојка е сол. Па не е можно само 4 производи. Кога ќе го пробаш вака и потрошувачите читаат на етикетата дека има само 4 состојки и на нив не им се верува како можно само од 4 состојки да има толку богат и комплексен вкус. Тоа е првата тајна е македонското сонце, нашето поднебие со плодните почви, но вистина имаме капацитет да извадиме врни примарни земјоделски производи како што се пиперката и модриот патлиџан. Чушките, да. И втората тајна е нашиот тим да врни технолози кои што со правилно печење, лупење и варење и после пастеризирање на производите го добива оној вкус кој што е најблизок до домашниот. Да, тоа е за баш ајвар. Што е со останатите производи? На пример малиџаното, што се состои? По малиџаното има повеќе состојки, од кои што главната е модриот патлиџан. И тоа е малку поспецифичен производ, односно со покарактеристичен вкус. Доколку сакате вкусот на модриот патлиџан, малиџаното ќе ви биде супер. Меѓутоа има и луѓе кои што не се баш по малиџаното. Меѓутоа е одличен доколку се додаде како состојка на некоја крем салата, ако му додадеме павлака, ако му додадеме сецкани оревчиња, малку го збогатиме со уште нешто или со сиренце и тогаш веќе вкусот ја добива на форма. И уште нешто друго. За дезинфекција. Димитар, како, односно на кои пазари во моментов сте присутни ширум земјава, односно надвор од земјава? Надвор од земјата. Како што кажав, регионот поради тоа што ги познава ваквиот тип на производи. Во Европа ве има вака, ако прошетаме до Сега ќе ги набројам, ќе се обидам Чешка, Берлин, не знам. Да ги набројам, да. Најмногу е во Босна и во Србија поради нивниот ист традиционален начин на исхрана, посебно во овој сегмент. Да разграничиме нешто. Ова е строго македонски производ, бидејќи некои се обидуваат да не го земат. Не, тоа е лошо пренесена информација и на вистина нема. Точно е дека Словенија проба да го заштити, да ги заштити сите овие производи како нивни национални, меѓутоа овие се генерички производи кои што не опфаќаат само Македонија, тука е поголем регион. Таа нивна апликација пропадна, не беше ни разгледана, меѓутоа штетата условно кажано беше направена бидејќи од наша страна беше лошо пренесено тука дека некој пробал да го присвои како свој производ. Не е точно, може да се извезува секаде, е препознатлив како македонски производ бидејќи реално и Србија произведува, и Босна, па дури Бугарија, Романија и Турција имаат голема слична индустрија на оваа, меѓутоа како што кажав претходно со нашиот врвен квалитет на примарните земјоделски производи, односно суровините, состојките кои што се користат, нашите производи од Македонија предничат далеку пред сите во квалитетот. Да, и очекуваме можеби во Грција во гирото ќе почне да користат. Не би го смениле тие рецептот. Да. А добро, со признанија надвор? Признанија, имаме неколку признанија, освоени неколку златни медаљи. Ќе го издвојам тука Новосадскиот сајм кој што е Зашто е конкретно тој сајм? За земјоделски производи и готови производи од храна. Најчесто се прават дегустации, односно blind tasting се вика тоа, каде што во посебни тањирчиња или тегли без етикета
стручна жири комисија ги пробува производите и потоа дава мислење и оцена. Во конкуренција со другите ајвари, посебно од другите земји, баш ајварот е секогаш понапред од другите и го доловува баш оној вкус на кој што се навикнати. По колку се произведува годишно количини? Годишна количина, вкупното производство на дијаме околу 15 милиони тегли и дијаме... Збориме само за башева? Не, вкупно тегли, значи корнишони, цвекло и сладко. И дијаме најголем производител во Македонија, доколку баш ајвар се прават повеќе од 2,5 милиони тегли. 2,5 милиони? Да. Целиот процес е мачен за изработка. Може ли, Димитар, да ни го опишеш процесот? Дали да. баш нели се следат сите оние процедури како по дома кога прават родителите? Генерално е тоа со мали модификации за да може тоа да биде нели во сериско производство и да биде секако што треба. Значи прво се носат пиперките од поле во откупниот центар во фабрика. Од таму истите се чистат и се ставаат во печка каде што се печат. Како излегуваат од печка, преминуваат во фаза на лупање. Значи се лупат. Има некои не се лупат, затоа. Има некои не се лупат, рачно се лупат или фабрички? Рачно се лупат. Добро. Рачно се лупат. На таа количина многу мака. Тоа е најтешкиот дел од целиот процес. Потоа од лупењето преминуваат во фаза на мелење и паралелно со пиперките истото се случува и со модриот патлиџан. Значи модриот патлиџан се пече, па се лупи, потоа се мелат. Дете се собираат во една казан каде што се мешаат, се додаваат маслото и солта и потоа преминуваат во фаза на пржење. Тука се пржи ајварот и потоа се пакува во тегли каде што преминува во фаза на пастеризација, каде што мора да убаво да се затвори самиот капак и да може тој да стои на собна температура 2 години и да не му биде ништо, додека не се отвори. Потоа се излегува од пастеризаторот и оди во фазите на пакување и дистрибуција до самите потрошувачи. Баш интересно, тоа добро, никогаш не сме слушнале како оди целокупната подготовка. Генерално е тоа. Исто така треба да се напомне за останатите. Останатите си имаат свои специфики, каде што процесите се каде по-едноставни. Краставичките од каде се? Од Струмица? Од Струмица од каде? Од каде на друго место? Да. Има повеќе кооперанти, работиме и со индивидуални земјоделци и со поголеми откупни центри кои што ги собираат производите и ги доставуваат. Димитар, знаеме дека ајварот е нели можеби македонски бренд или бренд за Македонија за кој што можеби не треба толку многу промоција, некако звучно е името. Меѓутоа, што е со Гоце се фати за благите работи? Колку, бидејќи тие споменавме дека влегуваат во групата на зимница, колку и како тие поминуваат и на домашниот и на странскиот пазар? Поубаво поминуваат на домашниот пазар. Сладкото од смокви... Повеќе јадеме сладко. Повеќе јадеме сладко, да. Тоа е традиција од смокви. Има и во околните земји, посебно и во европските земји, има навистина голема конкуренција од различни типови на сладко кои што се карактеристични за нивните кујни, да ги кажам интернационални, бидејќи во поголемите земји традиционалното е измешано повеќе традиции. Му треба време, самото звучно име на ајварот му дава влезна врата во секој ланец и до секој дом. Додека пак со сладкото треба уште малку да се поработи, меѓутоа исто како и тој што не проба ајвар, кој ќе проба сладко е заинтересиран за да го јаде понатаму. Да, има и сладко од тикви. Има сладко од тиква, да. Тоа мене многу ми се допаѓа, ако некој ќе каже тиква, јаве тиква, дали може од ова се направи сладко? Од тиква има милион рецепти, само да пројадам тиква. Убаво е ова бидејќи е на крупни парчиња кои ќе се топи во замот уста. Многу е пријатно за јање. Да. Ти доби подарок. Многу ми беше мило што денеска им објаснивме на гледачите за македонската традиционална зимница и воопшто околу начинот на производство и на баш ајварот, но и на останатите производи од оваа компанија и ми беше навистина задоволство што денеска се дружевме. Ти благодарам на поканата, ќе се дружиме и понатаму.